Почитувани граѓани, почитувани медиуми, СДСМ преку владата и институциите што ги предводи, останува посветена на надминување на последиците од енергетската криза и заштита на економскиот стандард на граѓаните. Активирани се сите капацитети за производство на електрична енергија за да се спречи увозот на скапа струја. Во буџетот за 2022 година веќе има предвидени 130 милиони евра кои ќе бидат наменети за антикризни мерки за помош на граѓаните и на стопанството. Овој износ дополнително ќе се зголемува доколку се јави потреба за тоа. Во овој период се креираат конкретни мерки за помош кои ќе се реализираат во текот на годината, а кои ќе имаат за цел директна помош на семејствата, но и на компаниите. Македонската економија е стабилна, подготвена да се соочи со предизвиците што со себе ги носи енергетската криза, но и пандемијата со коронавирусот. Со преземање на навремени, ефикасни економски политики, за годинава очекуване раст на економијата од најмалку 4,6%. Новата влада, предводена од СДСМ, ќе остане фокусирана на сериозно зголемување на домашните приватни инвестиции и влез на нови странски директни инвестиции. Сето тоа, почитувани, ќе влијае на дополнителен пат на невработеноста, која сега изнесува 15,9%, како и на забрзување на економскиот раст. Платите ќе продолжат да растат и во текот на оваа година. Следува ново зголемување на минималната плата, што со себе ќе донесе раст и на просечната плата, која наскоро ќе ја надмине границата од 30.000 денари, односно 500 евра. Подобар економски стандард и повеќе пари кај граѓаните, но и конкретна помош за домашната економија се приоритетите на новата влада предводена од СДСМ. Посветено, ефикасно и одговорно продолжуваме да работиме во интерес на граѓаните и на државата. Ви благодарам.